Добро утро, почитувани гледачи, за оние кои сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Вие ја следите утринската емисија Нов ден, од поточно вториот дел. Вториот дел, како и секогаш, знаете дека е делот кој што е резервиран за гости и за актуелни теми. Денешната емисија ќе биде комплетно посветена на здравјето, а ваквите емисии се обично оние во кои што ги актуализираме здравствените проблеми, ги откриваме причините и разговараме за нивното решавање и за последиците. Денешната тема ќе ја обработиме со мојот денешен гостин на голем чест и задоволство, доктор Дејан Марковски, се извинувам, специјалист по интерна медицина. Докторе, добро ни дојдовте. Добро утро, Маја, добро утро на гледачите на вашата телевизија. Како сте, докторе? Па супер од Савајле. Дожливо време, ама расположението секогаш мора да е на високо ниво. Так. Докторе, денеска ќе говориме на една тема која што зема се поголем замав помеѓу популацијата, конкретно за високиот крвен притисок. Дали би можеле да ни кажете зошто е тоа така? Зошто високиот крвен притисок е се почест проблем меѓу луѓето? Видите, високиот крвен притисок зема се поголем замав со оглед на стресниот начин на живење на модерниот човек. Потоа, животниот век на луѓето е значајно продолжен него пред многу години, така да се повеќе имаме повозрасна популација, а знаеме дека високиот крвен притисок оди и со годините. Почесто луѓето во помлади години немаат крвен притисок, дури некои имаат и понизок крвен притисок, меѓутоа како одминува животот, во постари години скоро да најголем дел од пациентите имаат покачен крвен притисок. Тука би ги додале и нездравиот начин на живот, однесување на многу масна храна, пушењето, алкохолот, физичката неактивност, стресот на работно место, стресот дома. И сето тоа придонесува да крвниот притисок е се позастапен кај популацијата и да кажам дека пациентите со крвниот притисок, со покачен крвен притисок се најчеста патологија која што е застапена во нашите ординации, не само во Македонија, него и во целиот свет, и дека лековите кои што се препишуваат на рецепт, а се за лекување на покачен крвен притисок, се на прво место по потрошувачка во целиот свет. Така, кои се симптомите кои укажуваат на висок крвен притисок? Тука е и најголемиот проблем. Високиот крвен притисок може многу години да не се манифестира со симптоми. Најчесто симптомите ги добиваат луѓето кои ќе добијат акутно покачување на крвниот притисок на повисоки вредности, да кажеме 180-200. Дури тогаш добиваат главоболка, може стегање во гради и други симптоми кои што се поврзани со таа епизода на покачен крвен притисок. Меѓутоа, поопасно е тоа што крвниот притисок со години може да го носи човекот, да има покачен крвен притисок, меѓутоа да не го лекува и потоа поради оштетување на срцето, на бубрезите, на мозокот како резултат на покачениот крвен притисок, тогаш да се манифестираат симптоми кои што потоа потешко ќе бидат лекувани. Така. Висок крвен притисок или како што вие стручно би кажале хипертензија. Во кои случаи препорачувате болничко лекување за хипертензија? Болничко лекување ретко се препорачува за хипертензија, значи може да се препорача при акутно високо покачување на крвниот притисок со многу високи вредности кои што ќе доведат до значајно влошување на здравствената состојба на пациентот и кои што ќе бара болничко лекување. Најчесто хипертензијата се лекува амбулантски со редовни контроли кај матичниот доктор или кај специјалистот интернист или нефролог и со редовно земање на терапијата секој ден. Така. Дали секогаш се почнува тоа на превен-давате терапија со како да кажам, со помала доза почнувате или пак како, на која основа тоа го проценувате? Значи, за да констатираме дека еден пациент има хипертензија, потребно е вредностите на крвниот притисок да бидат над 140 со 90.
и тоа не во еден наврат, него во неколку последователни наврати да биде измерен тој крвен притисок дека е покачен. А потоа се прави проценка на ризикот на пациентот што може да биде како последица на тој покачен крвен притисок, колку е висок тој крвен притисок. Значи различни се стратегиите за третман на хипертензија во зависност од висината на почетниот крвен притисок. Значи, ако има пациент 150 со 90 и е помлад пациент без други ризик фактори, значи не е гојазен, не пуши, физички активен, тој може еден период да биде и без терапија, само со промена на лошите животни навики. И добар дел од пациентите ги прифаќаат тие промени, поготово помладите, не сакаат да пијат лекови, меѓутоа ќе се прилагодат на нова настаната ситуација, треба да прифатат дека имаат хипертензија и не е нужно веднаш да се почне со терапија. Сега, ако е повисок крвниот притисок, значи пациент ќе дојде со 170, да кажеме со 100, тој веќе, ако е повозрасен, ако има дополнителни ризик фактори, тој веднаш ќе добие терапија. Значи, дали ќе почне со промена на животните навики, дали ќе почне со еден лек со мала доза, дали ќе почне веднаш со 2 лека, зависи од висината на крвниот притисок, придружните ризик фактори и другите болести што ги има пациентот покрај покачениот крвен притисок. Така, дали лице на кое што му имате препишана терапија, да кажеме конкретно, и ќе го стабилизира крвниот притисок после недела 2 месец и потоа престанува своеволно со користење на терапијата? Да. Имаме и такви случаи, така ли? Значи, тоа не треба да се случи. Значи, одлуката дали пациент ќе започне со терапија со лекови за крвниот притисок е на докторите. Значи, пред се на матичниот лекар кој што редовно ја следи состојбата на пациентот, доколку има потреба се консултира и специјалист интернист, кој што од моментот кога ќе донесат одлука да се вклучи терапија, значи со лекови за пациентот, тој таа терапија многу веројатно дека ќе ја користи и треба да ја користи цел живот без прекин. Значи, пациентот учествува активно во својата терапија, со тоа што ги прифаќа советите на лекарот, ги менува животните навики, ја зема пропишана терапија, оди на дополнителни испитувања што ќе му ги препорачаат лекарите, меѓутоа во однос на терапијата, во однос на лековите што ќе ги прима, во однос на дозата, секогаш треба да го почитува лекарот и неговото мислење во однос на неговата терапија, затоа што терапијата за хипертензија е строго индивидуална, зависи од многу фактори кои што лекарот ги зема во предвид пред да донесе одлука која терапија ќе му ја даде на пациентот, а пациентот сигурно како лаик не може да ги согледа сите тие фактори кои што влијаат врз донесување на одлуката. Значи, терапијата мора да биде постојана, значи редовна и најчесто доживотна. Со тоа и го подобрува животот, го подобрува квалитетот на животот, и хипертензијата, значи, не е состојба што се излекува. Тоа е битно да се каже, значи тоа е состојба која што се држи под контрол. Значи со редовно земање на терапија, со години притисокот е нормален и пациентот нормално живе. Ако ја прекине терапијата, повторно ќе му се качи притисокот. Значи состојбата не се излекува. Има одредени состојби кои што може да се излекуваат, но тоа се многу ретки. Ова хипертензија од која што боледуваат околу 95%, ние викаме есенцијална хипертензија, е состојба која што се лекува цел живот. Така, дали хипертензијата може да се детектира во рана фаза? Да, значи потребно е, значи, и пациентите сами и општата популација повремено да се измерат притисок во домашни услови. Тоа е наједноставно, со полуавтоматски мерачи на крвниот притисок, да си го проверат притисокот. Дали се точни тие мерачи? Би требало да се точни, во најголем дел се точни. Сега, ако измери пациентот некогаш покачен крвен притисок, тој секогаш би требало да се јави кај матичниот лекар. Така. Ничто никако, сам да донесува одлуки дали тој притисок е заради нервоза, заради нешто што му се случило или не, него штом ќе измери притисок покачен, ќе да се јави кај докторот, тој ќе оцени после што треба понатаму. Или при некоја посета на матичниот лекар, за некоја друга причина, матичниот лекар ќе му го измери притисокот на пациентот. Така да, ако се фати во рана фаза, притисокот полесно се лекува, животниот век на пациентот се продолжува и нема компликации од хипертензијата, кои што се и најопасна компликација на самата хипертензија, затоа што хипертензијата не е само вредност во бројки, да кажеме 160-100 и тоа е висок,
него последиците од тој покачен крвен притисок, како попуштање на срцето, како инфаркт на срцето, како мозочен удар, како откажување на бубрезите се многу потешки, покомплицирани и тешко потоа човекот се враќа во една нормална состојба кога веќе настанале овие компликации. Така, дали хипертензијата ги загрозува другите органи во човечкото тело? Да, тоа го кажав, значи хипертензијата сама по себе е најголем ризик фактор за оштетување на срцето, за оштетување на бубрезите и за оштетување на мозокот, на очите, на периферната циркулација. Значи, таа е на второ место по компликации што ги предизвикува во однос на бубрезите. Значи, најопасна компликација е да откажат бубрезите, па пациентот треба да оди на дијализа. Значи, број 1 е шекерната болест за таа компликација, а број 2 е хипертензијата. Меѓутоа, тоа нема да се случи за еден ден, за една година, него треба многу години пациентот да има висок крвен притисок, па да настанат тие компликации. Значи, најбитно е да се превенираат овие компликации при лекување на хипертензијата. Самата хипертензија доведува до значајни компликации, го скратува животниот век и ја влошува здравствена состојба на пациентот на долги стази. Како што спомнавме уште на почетокот, дека температурните разлики се менуваат од ден на ден. Дали тие влијаат на високиот крвен притисок? Не можеме да кажеме дека значајно влијаат. Така. Не можеме да кажеме. Понекогаш пациентите чувствуваат некои тегоби кои што се веројатно поради промени на временските услови, па ги припишуваат потоа на крвниот притисок, меѓутоа, значи пациентот што нема покачен крвен притисок, тој нема да го качи ако денеска времето е малце полошо или е многу сонце или е студено, а пациентот што веќе има висок крвен притисок мора да зема редовно терапија. Со тоа нема да има некои значајни осцилации на крвниот притисок. Значи почесто поради нередовно земање на таа терапија се припишува дека 3 дена не ги пијам лековите, ама денеска ми се качи притисокот затоа што времето е такво. Значи не, ако се пие редовно антихипертензивна терапија, нема да има човек проблеми со варирање на крвниот притисок. Дали таквата терапија е штетна на некој начин по здравето на човекот? Не. Значи, многу е битно да се свати дека самата хипертензија е многу голем ризик фактор. Значи, да кажем еден пример низ бројки. Значи, пациент што на 35 години има нормален притисок, проектираниот животен век ќе биде околу 75 години. Значи, ако цел живот има нормален притисок и ако има добра генска структура, тој ќе има долг животен век. Меѓутоа, истиот тој пациент, ако на 35 години има висок крвен притисок и ако не го лекува, значи, ризикот дека ќе добие некоја компликација поради која ќе му се скрати животот е многу голем. Значи, тука спаѓа животно загрозувачки состојби, како што се срцеви инфаркт, мозочен удар, бубрежна слабост. Така да тој пациент има проектирана животен век околу 55 години. Значи, разлика е околу 20 години да човек што има нормален крвен притисок доживее длабока старост и човек што има висок крвен притисок, а не го лекува, да поради некоја од компликациите на хипертензијата почине на помлади години. Така. Сега, да не мрачиме со тоа, меѓутоа тоа е фактот и подобро е да зборуваме за тоа и на време да биде сето тоа откриено, за да нема некои подосна поголеми последици. А би можеле да одбориме со една кратка музичка пауза? Може. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Кога
Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија и за оние кои сега се вклучуваат, говориме на темата висок крвен притисок, односно хипертензија. Докторе, хипертензијата е еден ризик фактор кој што е сериозен за појава на кардиоваскуларните настани, појави или како да кажам. Дали можете да ни кажете нешто повеќе за тоа? Како влијае? Значи, ако земеме во предвид дека настани, што ги кажавте, кардиоваскуларни настани, кои што се животно загрозувачки, а тоа и највише ги плаши и пациентите и лекарот, да кажеме срцев инфаркт. Половина од пациентите што имаат срцев инфаркт веќе имаат историја на покачен крвен притисок. Значи тоа се 50% од пациентите со крвен притисок добиваат инфаркт. Колегите невролози ќе ни кажат дека повеќе од 2/3 од пациентите со мозочен удар веќе имаат хипертензија. Значи тука ги опфаќаме веќе двете најсериозни компликации на хипертензијата, срцевиот инфаркт и мозочниот удар, кои што ако не се лекува хипертензијата се значајни компликации, животно загрозувачки и оставаат трајни последици и доколку дојде до поволен исход по пациентот. Така. Сега, што е тоа што доведува до, да кажеме, до еден акутен инфаркт? До акутен инфаркт ќе дојде поради бројни причини, меѓутоа во основа на настанување на инфарктот е една атеросклеротична промена на ѕидот на крвниот сад. Тука доаѓаме дека и до тоа и дека покачениот крвен притисок е ризик фактор за развој на атеросклероза. Атеросклероза со едноставни зборови може да ја објасниме како нарушување на функцијата на ѕидот на крвниот сад, кој што некогаш во помлади години или кога бил здрав, бил многу еластичен, на него не се лепеле крвни клетки, тромбоцити што ствараат тромб, бил многу функционален, меѓутоа со развој на атеросклероза тој крвен сад станува
чувствителен на промени како во циркулацијата, така во агрегабилноста на тромбоцитите, кои што се лепат во одреден момент, ние го викаме тоа плака, значи тоа е еден дел од крвниот сад кој што ќе биде променен со атеросклероза, на која што може да руптурира, на неја да се залепат бројни тромбоцити и да го затворат крвниот сад, со што ќе престане и доторот на крв во оној дел на кажеме на срцето што е понатаму од пречката и настанува инфаркт. Така, сите ризик фактори до сега веќе ги спомнавме. На кои од нив можеме да делуваме? Кои се оние за кои велиме дека се модифицирачки? Модифицирачки ризик фактори се тие кои што, како што кажавте, можеме да ги промениме ако сакаме и ако ги знаеме. Значи, број 1 на модифицирачки ризик фактор е пушењето, кој што е значаен ризик фактор за настанување на кардиоваскуларни случувања, кој што пушење е ставено во ризик скорови и на Европското кардиолошко здружение и на американските здруженија. Значи, пушењето е главен ризик фактор. Основно е да се праша пациентот дали пуши или не пуши. Ако не пуши, една работа, ако пуши е веќе добива многу негативни поени. Значи, пушењето може да се остави и би требало да се советуваат сите пациенти при посета на лекар, доколку кажа дека пушат, да се советуваат секогаш во секоја посета упорно да го остават цигарата. Како пушењето директно влијае на срцето? Пушењето ја забрзува атеросклерозата. Значи, има бројни патофизиолошки механизми кои што се под влијание на пушењето и кои што ја забрзуваат атеросклерозата. И затоа пациент што пуши има побрз развој на атеросклероза и висок ризик и многу повисок ризик доколку истиот тој човек не би пушил за развој на срцеви заболувања. Так. Дали полот има некоја улога во... Да. Значи, полот за развој на кардиоваскуларни случувања има значајна улога, а мажите се со поголем ризик да добијат срцева болест, значи во конкретниот случај инфаркт. Меѓутоа, тука не можеме да влијаеме. Значи, тоа е немодифицирачки ризик фактор. Значи, полот, гените, значи во некои семејства имаат ген каде што почесто се јавуваат срцеви болести. Пак ако прашате во анамнеза, ќе кажа дека дедото, таткото веќе имал инфаркт, имал байпас направено, вграден стент, и тоа е веќе пациент со уште еден ризик фактор. Значи, ако имал генска предиспозиција, ако е маж, ако пуши, ако има прекумерна телесна тежина, тој веќе е со позначаен ризик за да добие некаква кардиоваскуларна патологија во понатамошниот дел на живот. Значи, не мора да значи дека ќе добие, ама има значаен ризик дека ќе ја добие. На колку време препорачувате да се вршат рутински контроли за срцето? Па видите што, значи пациент што, тоа викам, треба да се направи ризик стратификација за секој пациент индивидуално. Значи нема шаблон каде што сите пациенти би се вметнали. Затоа имаме и ризик скорови, во Европа се вика скор, така и го викаме. Значи каде што се зема во предвид полот на пациентот, возраста, нивото на холестерол во крвта, пушењето. И према тие скорови ние одредуваме дали некој пациент има низок, умерен, висок или многу висок ризик за да добие некој кардиоваскуларен настан, инфаркт на срце. Значи, со таа стратификација ние веќе во старт можеме да ги поделиме пациентите што се високо ризични, кои што би требало да прават подетални анализи, да консултираат специјалисти, да се направат дополнителни анализи за нивното срце, значи кај матичниот лекар секој пациент ќе направи ЕКГ и лабораторија. Значи веќе кај матичниот лекар пациентите добиваат една проценка дали се во која група се во која ризик група се наоѓаат. Значи ако ЕКГ-то е уредно, ако холестеролот е низок, ако пациентот не пуши, ако има нормална телесна тежина, ако е физички активен, значи тој е со низок ризик, тој пациент не треба да се испитува понатаму. Ќе губи и тој време и докторите и непотребно ќе се ангажираат. Доколку пациентот е со умерен, среден, па и ако има и висок ризик, значи тој веднаш се упатува на дополнителни испитувања, дури и да нема во моментот никаква
симптоматологија. Значи со дополнителни анализи колегите специјалисти од секундарно и терцијарно здравствена заштита ќе направат, да кажем, ехокардиографија, да се види дали движењето на срцевиот мускул во сите делови е еднакво или има делови кои што страдаат, меѓутоа не прават симптоми. Може да се направи стрес тест кај тој пациент и понатамошни анализи кои што уште на време ќе го спречат настанувањето на срцевата болест. Меѓу останатото, секој ден среќаваме некој што вели дека го боли главата, а сето тоа се припишува некако на нередовната исхрана, на недоволното спиење. Па дали, иако некој човек нема висок крвен притисок, честата болка во главата може да алармира некој сериозен проблем? Точно е тоа. Значи, главоболката како симптом е честа патологија кај луѓето. Најчесто тоа е неврогена главоболка, значи поради нервоза кај пациентот, поради некаков стрес, притисок на работно место, дома ако има некоја нервоза во семејството, ќе добие таков тип на главоболка и тоа е најчест тип на главоболка што се среќава кај пациентите. Меѓутоа, секој пациент со главоболка треба да се јави кај лекар и одлуката и на матичниот лекар и на специјалистите, интернисти, невролози, орала специјалисти и така натаму е офталмолози, значи да утврдат која е причината. Може да биде од невролошка природа, може да биде поради проблеми со очите, проблеми со синусите, циркулацијата во главата. Значи, најчесто е тоа, да кажеме, безазлена главоболка, која што се повторува секој ден, или има периоди кога нема пациент главоболка па ќе добие, значи тоа укажува дека баш и не е некоја сериозна причина, пошто ако имаме сериозна причина за главоболка, таа е постојана, таа трае нон-стоп и се влошува од ден во ден без значајни фази на подобрување. Ако има пациент што 10 дена не го боли глава, еден ден го боли, после пак не го боли, значи тоа е најчесто неврогена, меѓутоа и тогаш мора да се јави на лекар. И потоа одлуката на лекарите е да ја утврдат причината. Значи секој пациент мора да добие конкретна дијагноза зошто има главоболка. Тоа е симптом, меѓутоа мора да има причина заради неа. Зошто се јавува така? Так, би сакала да ве прашам конкретно за невролошката главоболка. Што препорачувате во такви случаи? Видите, ако е неврогена, значи ако е поради нервоза, стрес, така натаму, значи таа главоболка треба да се лекува во консултација со психијатар. Така. Значи тој треба да направи евалуација на причините, да направи напор да ги открие тие причини кај пациентот и да се обиде да на некој начин да ги отстрани. Може тоа да го направи со разни методи што ги користат во психијатријата, може да го направи со давање на терапија, со лекови. И иако е тешко тоа да се лекува, треба многу време. Дали пациентите кај на себе конкретно да зборуваме за Куманово, дали тоа го прифаќаат? Мислам дека го прифаќаат. Че сега имаме промена на време, на периоди. Бидејќи едно време тоа некако беше табу тема да пратите некое лице на психијатар, но сега видите дека може да биде клучно решение за некој проблем. Да, значи во Куманово има одлични психијатри кои што одлично си работат својата работа. Не е ништо страшно да се оти на психијатар, тоа е исто специјалност што ги лекува луѓето, значи не треба да биде табу тема. И ако пациентот во консултација со матичниот лекар дојде до тој момент дека треба да се посети психијатар, каде што матичниот лекар врз база на одредени психолошки симптоми ќе заклучи дека има позадина некаква, не е лошо да се отиде кај еден од одличните кумановски психијатри и да се побара решение. Така, дали постои некоја стратегија, некој начин со кој што можеме да ја намалиме главоболката? Ете таа обична главоболка. Тоа велам, тоа е повторно, значи сериозна работа, треба многу, значи например ако има пациентот некаков проблем на работно место. Так. Или ако има проблем дома, тој ќе добива главоболки, меѓутоа треба да се научи да се справи со тој стрес, како да го надмине. Така да, тука е веќе
по-специфична работа, значи не може со едно апче да му кажеш себе пи го апче и ќе ти помине главата, а тој има проблем на работа кај што некој го нервира секој ден, на пример, или е под притисок да направи што може повише. И тоа му прави нервоза, му прави притисок во главата, или ако има некој семеен проблем, било што, има механизми, значи во консултација со психијатрот има механизми кои што тој ќе се обиде да му ги предочи на пациентот и да, значи многу е сериозна работа, не може да кажеме со една терапија или со една посета тоа да се реши. Веројатно ќе треба тоа и до карактерот на пациентот, до структурата на личноста, до околината. Така да, многу фактори се тука, понекогаш да кажеме треба, ако еден од партнерите во семејството има таква главоболка, да се повика и другиот, да видиме што ги нервира, зашто го боли глава, затоа што не може само ако да се бара последицата и да се анализира причината да не се најде. Така, дали во вашата амбуланта имате случаи кога доаѓаат лица кои што, така да кажеме, под наводници, мислат дека се болни, а не се всушност? Видите што секој пациент има право да се јави кај матичниот лекар пред се и да направи консултација. Значи, дали е болен или не, ќе се види потоа. Така. Значи, никој не може сам да знае, поготово пациент кога има некоја тегоба, малце се јавува и страв кај него, што ќе ми најдат лекарите, што како. Меѓутоа, тој страв мора да се надмине и да се појде на доктор. Сега, дали навистина болен, јас сум среќен кога ќе испитаме кај некој пациент и ништо нема да му најдем. Тоа сум најсреќен. Да. Значи, има некои состојби кои што се болни состојби, например реуматични болни, со спондилоза, со лумбален синдром. Значи, она реума што има скоро секој граѓанин, он има некоја болка, го боли коленото, го боли рамето. Тоа се состојби кои што се хронични, со повремени подобрувања и влошувања, така да тој пациент навистина има некоја тегоба, тешко се лечи тоа, ќе пие антиинфламаторни лекови, ќе оди на физикална терапија, меѓутоа болеста е таа. Сега, значи он може и да умисли дека е болен од нешто, па ќе дојде. Значи, ама сепак тоа нешто го навело тој пациент дека, знаете, значи пациентот не е стручно лице, значи било кој симптом, тој едно време ќе се размислува дали да појде на лекар, па ќе отвори на интернет, па ќе прочита нешто, па уште повеќе ќе ги влоши тие негови симптоми, меѓутоа задолжително е, нели, да се отиде на лекар, па докторот потоа со прегледот, со дополнителни испитувања ќе види дали навистина постои некоја патологија или како што велите вие, пациентот си умислил дека е болен, меѓутоа мора да има нешто што го навело да тој почне да размислува за одредена болест. Значи, што се века, од чист мир никој не се разболува. Нешто има. Сега колку он ќе го интерпретира тоа што го чувствува е прашање, значи небитно во случај, значи тој треба да отиде на лекар кој што ќе оцени дали навистина човекот е болен или нешто така му се учинило. Така. Докторе, тука некаде и крајот на нашата денешна емисија. Би сакала да ви се заблагодарам што позитивно се одзвавте на нашата покана. Ни беше чест и задоволство. Вие, почитувани гледачи, значи тука некаде се одјавувавме. Се надевам дека не следевте од почеток до крај и дека добивте одговор на некои ваши прашања. Се гледаме утре.